Добро вечер, почитувана публико, и добре дојдовте во новото издание, второто издание на видео подкастот Гласот на Слободна Македонија, во продукција на Македонскиот информативен центар и Комитетот за демократизација на Република Македонија. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски, со мојот верен соговорник Јордан Петровски. Добро вечер. Повторно една бурна недела на настани во Македонија. Заев денес ветува дека само треба да го промениме името и ќе долетаат Facebook и Google, се тепаат кој прв да дојде. Заев одредува кој ќе биде опозиција. Значи, животот и слободата на големо повторно се враќаат. Се вратија. Меѓутоа, денес ние, во првата епизода рековме дека совршеното е непријател на доброто. Денеска ќе се обидеме да дојдеме малку поблизу до совршеното. Денес ние ќе се навратиме на историските теми, поради тоа што доколку се додека историјата не ја прочепкаме и не ја исправиме, не можеме да одиме напред. Еден голем историчар деновиве рече дека оној кој ја контролира историјата го контролира и минатото, но ние мислиме дека оној кој што ја контролира историјата ја контролира иднината. Се разбира, тука зборувам за академикот Литовски, кој беше домаќин на, односно гост на емисијата на Сашо Ордановски, или како што јас го нарекувам од милина тумпарестиот Гебелс на македонскиот режим. Секако би те исправил не на македонскиот режим, туку на македонскиот комунистички систем. Бидејќи тој не ги паметиш тие години кога беше директор на македонска телевизија и имаше многу убав и многу сликови прекар кај македонците. Тогаш македонска телевизија доби име Лажговизија. Така да сигурно малку Да, јас мислам на режимот кој што владее со Македонија, но режимот кој што владее со Македонија е фундаментално антимакедонски и е суштински србокомунистички. Да, и тоа е систем. Да. И тоа е всушност она што ќе го докажуваме во наредниве, не знаеме колку. Верувам дека ова епизода всушност ќе има неколку продолженија. Значи, минатава недела Сашо Ордановски го имаше за гост академикот Литовски и тие зборуваа за паралелите помеѓу бегството на Никола Груевски и бегството на легендарната внатрешна македонска револуционерна организација Ванчо Михајлов во 1934 година. Од озгора на емисијата Сашко напишал и некоја колумна, па мислам дека ќе е умно на брзина да ја прегледаме неговата колумна, која што ја опфаќа тезата на целата емисија која што ја водеа овие двајцата заедно. Колумната на Ордановски се вика "Овде фашизмот просто не вирее". Тука тој вели дека кога минатата недела во една од колумните прилично фриволно напишав дека со бегството на Груевски ја добивме 21 вековната верзија на Михајлов во Македонија, некој ден потоа меѓу другите колегата Љупчо Поповски во својот напис Независен весник таа теза на подобар начин од мене ја одработи во многу повеќе детали. Ќе видиме што тоа всушност зашто се работи. Некои вознемирени и добронамерни пријатели од Бугарија прилично ургентно ме замолија со Абер, аман да не го споредува Михајлов со Груевски, бидејќи бугарите навистина не сакаат на било кој начин да бидат имплицирани во тековниот меѓународен скандал со исчезнувањето на Груевски од Скопје и неговото речиси вонтелесно, ненадејно појавување во Будимпешта во својство на загрозен и политички азилант во бегство од правдата во Македонија. И навистина, за такви импликации и сомнежи од сето она што се знае, нема никаква основа, што не е случај со некои други македонски соседи. И сега да видиме што всушност Поповски напишал, зашто Ордановски вели дека тоа е многу детална анализа на работите. Тука само ќе се задржам на тезата и на воведот на Поповски. Поповски вели вака:
Цитирам, Никола Груевски побегна кога дојде слободата во Македонија по 10-те години авторитарност. Тоа може да изгледа парадоксално, но во основа тоа толкување е суштинско. Груевски не можеше да ја поднесе таа слобода, во која за почеток требаше да одлежи 2 години затвор. За Груевски, 10-те години во кои владееше неговиот средновековен свет, во кој тој не само што се чувствуваше безбедно, туку и се насладуваше. Затоа изгледаше невозможно соочувањето на Груевски со самиот себе си и со сето она што го направи, а изгледа беше ужасно тешко да се признае во слободата која дојде по него. Ова не е прво бегство во историјата на ВМРО на нејзин лидер. Исто таков спектакл имаше при бегството на озлогасениот Ванчо Михелов, творецот на крвавото ВМРО меѓу двете светски војни, кој го издигна теророт врз неистомислениците на ниво на библиска заповед. Кога во мај 34 година Кимон Георгиев изврши воен удар во Бугарија и формира профашистичка влада, една од неговите главни цели беше да го елиминира ВМРО од бугарската политичка сцена поради тоа што со неброените убиства стана неподнослив товар за државата. Воената влада го забрани ВМРО и нареди апсење на Ванчо Михелов. Лидерот на ВМРО се криеше во Пиринска Македонија, заштитуван од јатаци и од стравот на местното население, кое беше исплашено од неговиот терор, но како и секогаш во вакви ситуации, кругот се стеснува, па бројот на лојалните луѓе се намалува. И време е да се бега. Ванчо Михелов избегна во Турција. Значи, ако Поповски вели дека има паралели помеѓу бегството на Груевски и Михајлов и дека Груевски пребегал токму во времето кога дошла слободата во Македонија, логичкиот силогизам не наведува да сватиме дека според Поповски во 1034 година во Македонија владеела слободата. Та најголема слобода. Иста како денеска на Заев што е слобода. Да се навратиме повторно на текстот на Ордановски. Во самиот цитат, во самиот би рекол опуштен разговор со доктор Литовски, некогаш имињата сами се даваат. Да. Со доктор Литовски релативно брзо стасавме до поентата дека меѓу Грујо и Михајлов нема поголеми историски паралели, ниту според историските контексти, а ниту во смисла на релевантноста и последиците од активностите на овие двајца историски актери. Што всушност и таква беше емисијата. Емисијата немаше воопшто разговор за бегството на Груевски, туку беше само повторување на југокомунистичката историја, односно југокомунистичкиот наратив за македонската историја во минатиот век, но и подалеку, пошироко. И основното, треба да се продолжи плукањето по ВМРО. Да. Тоа е главната поента на емисија. А тоа е и наративот на на југокомунистичката историја. Тоа е целата работа која е зајакнат посебно во последните, да кажам, некаде од 97-98, засема повторно една голема сила за да се испришат трагите на ВМРО. А зошто е тоа така? Затоа што ВМРО е Македонија. Без ВМРО нема Македонија. Се додека постои ВМРО, ќе постои Македонија. Да. Тоа е ноторна вистина. И ја кажале сите дејци на ВМРО. Да. Но не само и дејците на ВМРО, туку и оние кои што биле наблюдувачи на македонските работи. Јас говорам бидејќи мојот фокус е повеќе кон внатре. Да. Кон дејците на Македонија и заради тоа што последните години имав тоа големо задоволство и среќа да контактирам и се дружам со со основачите на ВМРО СДРМ Правда. Да. Носителите на континуитетот на ВМРО, кои сите не сакат да ги споменат, а тоа е всушност ВМРО после 45 година. Да. ВМРО 45-та, ВМРО 90-та година и ВМРО кој и натака живее во Македонија. Да. Затоа што ВМРО е Македонија. Да. Понатаму Ордановски сугерира дека ете ВМРО
има историска навика да флиртува со десничарски и крајно десничарски движења во Европа, па некогаш и отворено фашистички, како што наводно тоа било случајот со Михајлов, што ќе видиме дали е токму тоа така. А денес наводно тоа било во форма на и либералните, недемократски, автократски изоблици на модерното ВМРО ДПМН, како и во сагата на Груевски, за Груевски и неговите пролупани другарчиња. Тој вели дека таа никогаш завршена комитска митологија блесаво пренесувана со поднапиени романтичарски прозвуци за Ками, Нагани, разни насилници како Ќосето и други насилни будалиштини, во кои современото пацифицирано ВМРО се влечат од периодот од пред 100 години на некогаш моќната терористичка организација ВМРО со разни додавки и шизми, чии крвави траги се протегаа од Марсеј, Милано и Виена до Софија, Солун и Кориите и ливадите на Пиринска Македонија. Интересно е омразата која што потекнува за ВМРО кај овие луѓе е токму поради романтичноста на ВМРО. Да. А што е романтичното? Романтичното ги влече конците на срцето. Да. Значи, тоа е нешто што е вистинско. И тоа е она што србокомунизмот се обидува да го замени, да го наметне со некоја своја романтика и никогаш не успева. И затоа ти имаат таква голема љубомора против Нема ова. вештачка романтика. Не може такво нешто. Тоа е порнографија. Да. Романтиката е романтика. Таа е излегува од душата. Не може да се да се створи вештачка романтика. Да. Тука ќе допреме и на шизмите, наводните шизми со кои се случувале во ВМРО и ќе видиме од каде е нивното потекло. Тука секако понатаму Ордановски се навраќа и се обидува да го романтизира периодот на некогашниот млад борец, Да. во кој што вели дека тој, покојниот Никола Младенов и Синиша Станковиќ и другите колеги и соработници на редакцијата вршеле решиле да отворат разни бели петна од македонската понова историја, кои дотогаш биле ексклузивно раскажувани само од официјални извори на социјализмот. Значи, Сашо Ордановски е дисидент и борец за слободата на Македонија. И затоа стана директор на Лажговизија. Затоа што зборува секојаш вистината. Да. И еве го неговиот заклучок, што повторно ни дава до знаење каде е Сашо Ордановски и каде е македонскиот режим денеска. За среќа или не, тоа е само една упорна надеж. Сега можеме да пристапиме кон преживарското дигестирање на нашето минато на еден поеманципиран, поопуштен начин, веројатно и заради фактот што историските идеи на профашистичката политичка прагма на еден Ванчо Михајлов во Македонија одамна се поразени. Па, како што реков, што и ако не се? Повторно, уредно, ќе си ги намачкаме на леп. Да вака да зборува некој десничар за комунистите, тоа ќе биде говор на омраза. Да. Меѓутоа, бидејќи тоа го пишува еден Сашо Ордановски, тоа е говор на љубов. Да. На оваа емисија и на текстот на Ордановски, интересно е што овие сите во врвот на режимот Ордановски, Фрчковски и сите они се Ордановски, Фрчковски го извадија В-то од презимето, на тој начин да се одвојат од народот, за да покажат дека тие се всушност една аристократија. Нада Боева, Вида Боева, реагираше со некој незин Facebook статус. Интересно е да погледнеме некои од работите што ги напиша таа, па понатаму ќе дадеме и ние наш коментар и наша анализа на самото интервју. Значи, Вида Боева, текстот е напишан на бугарски, ќе го прочитам таков каков што е, со моето познавање на бугарскиот јазик. Нејзиниот текст е насловен "Скопските историчари лалаждии". Таа вели дека некој си Сашо Ордановски, којто колкото е полнен, та него збира стола.
толкова и црпката му е празна. Ваквата имам искуство, зашто често пати, например, околу Киро Глигоров го имам опишено како еднооки или како Носко, како Ајкула, за Бранко Сранко, пијаницата. Секој пат кога ќе напишам некој текст во кој што ќе спомнам, ќе употребам некој таков епитет за овие стоки, некој се јавува да коментира, не го коментира текстот, туку само ќе го коментира тоа што зошто тоа што се изразувам на таков начин за овие луѓе, тоа повеќе зборува за мене него за нив. Зошто го работам ова? Затоа што правилото е, оние со кои што не смееш да се исмејуваш, ти се господари. Затоа јас се исмејувам со нив, а тоа нив најмногу ги боли. Да. И тука и Вида Боева, каква и да е, истото го прави. Да. Таа понатаму вели историчарот или понаше даскалот, којто бе представен под името Александар Литовски, бил експерт по македонското прашање. Човек слуша, гледа и не верва на ушите си и на очите си. Простотијата, незнанието и омразата се очигледни кам тие, којто целиот живот си ga посветили на народната кауза, а не на парите и криминализма, којто владеат за голема трагедија в нашата Македонија. И тука е всушност суштината на ова, повторно што го рековме, околу романтизмот на ВМРО. Србокомунистите, нивните аргати во Македонија, нив најмногу ги боли, тие го мразат ВМРО затоа што ВМРО представува нешто добро. Затоа што ВМРО поттикнува луѓе на нешто добро. Поттикнува луѓе да не име гајле за парите, туку за се борат за нешто поголемо. Таа дава 4 точки како нејзина реплика, вели вака. Прва точка, ще му напомна на тој неук историчар, че Иван Михајлов никога не е срештал с Хитлер. А знаете ли зашто? Хитлер живееше с надежда, че Србија ще се согласи да стане сојузник на Хитлер, а тој од своја страна ще изстави не само Вардарска Македонија, но и Егејска с излаз на Егејско море. Ке видиме во понатамошниот тек на нашата емисија дека ова е точно. 2. Ще му припомнам че Србија полнеше джебовите на протогеровисите меѓу двете световни војни за да го уништат славното ВМРО, тоа на Тодор Александров и на Иван Михајлов. Даскала нека разгледа архивите в Белград, нели историчар, за да се увери в това, като казваме. Впрочем, има и новоизлезени книги со српски документи, кој ги финансираше протогеровистите. За ова прашање, мислам дека е редно да го адресираме веднаш. Да. Има многу добра генеза во книгата која што ја преведов пред известно време и која што е достапна за бесплатно симнување на сајтот macedonianinformationcentre.org. Книгата се вика Црна рука врз Европа. И еве што вели. Авторот вели, јас упаднав. Вие се борите да ја ослободите Македонија од србите, но дали сте сигурни дека вашите сонародници во анектирана Македонија се согласуваат со вас? Илјадници од нив, јас знам, имаат побарано оружје и муниција од југословенските власти за да се бранат од ВМРО. Тоа е таткото на Нада Глигорова, Стојан Мишев. Од друга страна, дури и тука во Бугарија, протогеровистите, кои се македонци како вас, ве обвинуваат за предавство на вашите национални интереси и неумоливата борба, во која се трупаат мртви, продолжува меѓу вас и нив. Зошто? Сите очи се свртеа кон мене, вели Пози. Професорот по француски ги преведе моите зборови и кога заврши сите останаа неми. Дали допрев слаба точка во нивната одбрана? Вие ми поставивте две прашања. Ќе одговорам прво на вашето второ прашање. Дали знаете за некое големо национално движење кое немало внатрешни предавници? Шин Фейн ги има своите, рајнските автономисти кои соработуваа со генерал Мангин за ослободувањето на левиот брег на реката Рајна ги имаа своите, и полските патриоти исто така, под царскиот режим ги имаа своите. Македонската кауза исто така си има своји предавници и тие се викаат протогеровисти. Тие беа дел од ВМРО. Личните амбиции ги одвоија од него. Одречени од сите наши организации, напуштени од личностите
што тие успеа привремено да ги оддалечат од ВМРО, како Поп Христов и Кирил Прличев, протогеровистите се ставија себе си на услуга на поробителите на Македонија. Борбата што ја водат тие против нас, преку убиствата на нашите поглавари, е диригирана и финансирана од Белград. Она што не можат да го сторат директно србите, протогеровистите го извршуваат за нив. Од чија рака загинаа нашите најголеми дејци? Од раката на протогеровистите. Каде не водат нашите истраги и признанијата на виновниците по секој напад? Секогаш, без исклучок, до југословенската легација. Протогеровистот Тодор Петров ни приде пред 6 месеци, полн со каење, да ни соопшти дека му било наредено да го ликвидира професор Ѓучев. Кој го натерал на ова злосторство? Кој го платил? Кој го снабдил со револверот со кој требало да го изведе делото? Полковник Скечич, југословенското воено аташе во Југославија. Се извинувам. Полковник Скечич, југословенското воено аташе во Софија. Дали вие би предпочитале ВМРО да ги поштеди овие мизерни клетници? Но тоа е премногу милосливо со нив. Доколку удреше посилно и побрзо, сите оние што денес ги жалиме, се уште ќе беа меѓу нас. Ниту еден суд, господине, дури е Бугарија слободна, нема да осуди убиец на некој протогеровист. Нема граѓанин на кој ќе крене рака за да го одбрани предавникот. Придушен мрмор на одобрување се крена од масата. А сега, продолжи младиот професор, да го разгледаме вашето прво прашање. Дали е вистина дека илјадници македонци го замолиле Белград да ги вооружи за да можат да се бранат од нас? Вистина е, но она што тие забораваат да споменат е дека тие македонци се српски колонисти од стара Србија, кои српската власт ги инсталираше на имотите и домовите на нашите сонародници. Во фуснотата позив вели вака: обвиненијата што ги изложија моите домаќини против протогеровистите дека се продале на Белград беа уште пооправдани од што тие самите беа свесни. Со неколку илјади лева ќе ги имаме кожите на сите оние типови што се борат против нас, ни рече Вукичевиќ, југословенскиот министер, претходната вечер во легацијата. Се е дозволено во време на војна. Дипломатијата тука во Софија не е она од Париз. Дали се подготвени македонците да се продадат? Јас ги ринам таквите тука со лопата. Ако го прашав што мисли за бугарската пропаганда која ја застапува идејата за влегување на нивната земја во интегрална Југославија и особено за авторот застапник Петко Росен Чорбаџиев, југословенскиот министер одговори: тој, револверот што ќе му ја замолкне устата веќе е во раката на ВМРО. Македонецот Стефан Петров признал пред Централниот комитет дека му било поверено од страна на југословенската легација да го ликвидира Росен Чорбаџиев. Покрај пиштолот, на кој била врежена бројката 1885, Стефан Петров добил и 3.500 лева. Србите го инструирале клетникот дека мора да го изврши убиството, така што ќе ги наведе луѓето да веруваат дека е дело на ВМРО. Нема демант на изјавата на мизерниот Петров. Значи, шизмите еве ги кај се. И затоа Пози е забранет толку години во Македонија. Да, оваа книга е забранета кога била издадена во 1935, е забранета во Југославија, во Грција, во Турција, во Романија и во Чехословачка. Понатаму, Вида Боева вели вака: Иван Михајлов бил виновен или тој устроил убиството на Тодор Александров. Брејиче големи лафове, каза тој даскал. Играта е толкава јасна, че и малките деца ја разбират, да ја нема ВМРО. Да се заличи тај со сознанието на младото поколение, да останат само заслугите на комунистите. Тоа е една теза која што се протнува од поодамна, дека наводно Михајлов е сторителот на атентатот на Александров и на тој начин сега еве и власта на Груевски се обиде да го рехабилитира Тодор Александров со тоа дека тој стапил во договор со Коминтерната. Докази за тоа нема многу. Сето Последно што беше како доказ беше од покојниот Зоран Тодоровски. Наводно во разговор, не наводно него разговарал со Џон Битов и тоа му пренел сведочење на баба му, која дала сведочење дека налогодавец на убиството на Александров е Ванчо Михајлов.
сепак тоа не е некој цврст доказ, бидејќи јас практикувам, иако нити сум историчар, нити сум стручен, сепак секоја информација која ќе добиам да ја проверам од едно, барем најмалку 2 места и ако се потврди, и тоа независни 2 места кои немале ништо заедничко, така да сепак од почита према Зоран Тодоровски, покојниот. Да, ба, Зоран направи известни работи кои што се во корист на македонската кауза, меѓутоа, ако тоа му е целата негова документација, тоа во никои научни, ниту во правни рамки не се прифаќа како доволно силна. Така е. Тука нема спор. Но ете, да го изнесем и тоа како сведочење, да не остане дека ние сме бранители нечии. Да. Ние ја браниме вистината и ја бараме вистината. Тоа е основната работа. Затоа што вистината е она што не ослободува и вистината е она што ќе не одведе напред. Тоа е единствена наша цел. Ние не пораснавме во дом на Ванчо Михайловисти, ни од едната, ни од другата страна на семејството, колку што знаеме, татко ти не е гонет по линија на Ванчо Михайловизам, така да ние немаме, што се вика, немаме куче во оваа борба. И на крај Вида Боева вели вака: самата УДБА признава че ВМРО след 45-та година представува една железна стена која тешко ќе може да се развали. Та сигурно за тоа хврлате кал врзицата на тие млади хора кои след 45-та година като политички имигранти здраво застанаха во редовите на МПО, чиј водач бе легендарниот Иван Михајлов. Те никога не са работили судба, а са бранители справедливата македонска кауза за којато вие аберси немате. Легалната борба на македонските патриотички организации, че ја проучите низ вестника и Македонска трибуна. Нема број в којто Иван Михајлов не е писал статии, изложенија, петиции в протест среду срби, грци и българските комунисти. Многу сполучливо МПО и Иван Михајлов ја нарачија Републиката Македонија катаница на белградската кола и скопска пајажина. Резултат виждаме го и денес чрез лаждиите на този канал и студио Скопско 1. Питаме експерта по македонското прашање колку милиони получихте од грците за да ја наричате Северна. Били постапила така ВМРО, тази ВМРО, којто е в срцата на народа ни, којто ВМРО се хврлаше во огина и умираше бранејки го од Срби и Грци. Или ще кажете, че сте за Европа. Та ВМРО не е ли била за Европа? Лажди и терикати, това сте вие, заштото сте далече од всичкото кое се нарича морал и преданост. Сега вида како и тука една врска која многу луѓе не може да ја видат. Дека политиката и на Вида е иста како и на Литовски, а таа политика е водена од едно место. Вида не споменува ништо за действувањето на ВМРО во Македонија. Да. После 45-та година. Да. Нешто што Ванчо Михајлов самиот токму има пишувано за тие дејности во Македонска трибуна. И не само што пишува, во белешките на ЦИА. Да. На СИС, военото разузнавање во тоа време на Америка, кое е присуство во Европа. Така да Литовски го одбегнува тоа. Сега пак зборуваме, но тоа ќе се вратиме многу поопширно, попрецизно внатре во емисијата, но да го споменам како факт и кај Вида Боева, и кај сите кои сакаат да ја наметнат, да се задржи сликата за ВМРО, дека е пробугарска организација. Да. Никој не споменува што се случило после 45-та година. Каде останало да живее ВМРО? Да.
И каде ВМРО ја обновило својата дејност, излегло од илегала 90-та година, излегува од илегала ВМРО. За да нема правда. Да. Но тоа живее да одиме со она што е денешна тема на нашата емисија. Да. Интервјуто на Литовски. Интервјуто на Литовски. Ќе почнеме хронолошки наопаку со нешто што се изрече при крајот на емисијата, но нешто што оддава менталитетот и менталниот склоп на овие луѓе кои што раководат со македонската историја, кои што ја пишуваат македонската историја. Како што реков, историјата е политика пред се и особено во овој дел, добро е ако сака да има некаков резултат, тој да е понастрана од очите на јавноста, затоа што дури некогаш некој рече дека ако сакате да мените нешто во историјата, тргнете ги историчарите. Затоа што историчарите се вкопани во своите позиции, тешко оди таа размена на ублажување на тие различни историски нарации. Значи, тука станува збор околу овој договорот со Бугарија и Грција, но специфично со договорот со Бугарија и за новото толкување на историјата. Историјата е политика. И историјата треба да се држи на страна, односно на страна од очите на јавноста. Тоа е чист комунизам. Не. Комунизам. Уште пострашно. Само во окупирани држави е забранета вистината. Да. И само овој збор што го потребува доктор на науки, Литовски, дека историјата, да се тргнат историчарите од историјата, политичарите одлучуваат. Да. Зошто македонците, со кое право македонците да не ја знаат својата историја? Живееме овде речиси 20 години во Северна Америка. Јас имав, впрочем, искуство да третата година во средно училиште да ја учам во Америка, потоа четвртата и петата година да ги учам во Канада. Тука има една војна помеѓу Канада, тоест помеѓу британска Северна Америка и Соединените американски држави во 1812 година, и таа војна ја учев и во Америка како дел од американската историја и во Канада како дел од канадската историја. Фактите беа тие. Фактите за војната беа тие, но како секоја држава ја доживува војната, тоа е друго. Американците велат, добро, можевме да ја изгубиме војната, завршивме нерешено, таа војна ја востанови американската независност. Канаѓаните велат, тоа беше војна во која што можеше Америка да не окупира целосно, поради тоа што не успеа, поново беше како некој си нерешен, односно наша победа, затоа што американците поаѓаат се агресори. Но канаѓаните ја земаат таа војна како каталист кон основањето на канадската нација 4 децении подоцна. Значи, нити едните, нити другите не одат, нема историчари, нема политичари кои што држат симпозиуми, па ја како се викаш ова, ја синхронизираат историјата. Овде нема такво нешто. Еве како оди пишувањето на историјата овде. Секој историчар пишува книги. Тоест пишува научни дела. Да. Не е ова. Значи секој може да пишува книги. Пишуваме книги и ние. Веродостојноста на она што го пишуваш се мери спрема доказите, односно спрема изворите кои што ги користиш. Она што се зема, да кажеме, како историско дело, односно како научно дело, е она што го пишува некој академик како дисертација или како магистарско дело и кое што потоа го ревидираат рецензенти. Значи други стручњаци. Оди да оценка. Да. Универзитет. Да.
универзитетите и училиштата повторно има Министерство за образование секако, но тие бираат учебници од обично се екипа на историчари составуваат историски учебници. Обично се 20 или тројца со неколку нормално со нивни тимови, тие составуваат учебници и тие ги продаваат на Министерството за образование или на универзитетите. Секој универзитет си има своја наставна програма. Така да историјата на Америка од едно училиште до друго училиште се разликува. Ема проблемот е на друго место. До фактите се факти. Фактите никој не ги спори. Во Македонија фактите се небитна работа. Да. Битно е Идеолошкиот наратив. И тука, и затоа Литовски го вели тоа. Историјата, што е историја? Историјата е политика. И политика. Тоа е, што е нонсенс. Како може да биде историјата политика? На тој ден се случила битка таму и таму. Да. И крај. Тоа е производот на битката. Сега, она што се разликува, например, кај историчарите, некој го нагласува, некој настан му дава поголема вредност на друг, или... Тоа е лична оценка на научникот, бидејќи во неговото научно трудови научни од кои или од кај црпел информации, за него стварил печат дека тој момент е многу битен. Да. И нормално и сега на оние кои го конзумираат останува да одлучат што е битното. Да. И толку, крај. Историјата е многу едноставна. Да. Ако не ја користиме во идеолошки цели. Да. И ако си државата слободна, ако нема окупатор, таа ќе се изучува историјата како што како што фактички е историјата. Да. Што се случило тој ден? Нема тука. Да. Ќе се ратам на еден нонсенс. Првите обид на звонарите да направат државен удар во Бугарија 23-та година. Да. Во Македонија власта на тоа земјоделската партија, како беше таа, се крсти фашистичка. Уште Мусолини не е Само што дојде на власт, само што дојде на власт, уште нема воведено фашизмот, уште ги нема засебености облици во Италија. Значи, затоа што фашизмот, Мусолини е изумител на фашизмот. Да, нема се ги излегува според тоа што го читаме, што го читав од нашите научни историчари, фашизмот бил во Бугарија измислен. Зошто е таква лага? Да. Во време кога немало фашизам. Дај му друго име на таа власт, диктаторска, недемократска, било што, но не е тоа фашизам. Најлесно комунистите манипулираат со зборот фашизам. Да. И секаде го стават него и затоа што да база на тоа тие владеат 70 кусур години. Да. Па како беше секој меморандум државен, секој државен документ вели фашизму слободен народ. Што значи тоа всушност? Тоа значи ние сме народот, а сето што не е народот е фашизам. И тие го делат светот на само две на црно-бело, да. Фашизмот си има известни карактеристики. Тоа е најслично или најјасно може да се окарактеризира како корпоратизам. Да. Тоест една држава каде што има номинално приватна собственост, но таа е во рацете на неколку големи корпорации кои што ја контролираат економијата заедно во согласност со државата. Што има многу послична таква економија, има да кажеме Македонија од 91 на наму, па дури и Југославија, Титова Југославија. Политичко самоуправување беше еден вид на приватна собственост, под наводници, бидејќи работниците управуваат со фабриките, нели? Да. Економските планови доаѓаат од озгора, од партијата. Така да Југославија е всушност фашистичка држава. Така. Ако веќе одиме по тие мерила.
Но тоа е само уште овој и ќе одиме на следната точка. Тоа е она што комунистите обожаваат, односно србо-комунистите обожаваат да го поделат светот на фашизам и на народна власт и нема ништо трето. Има многу други различни облици на државно уредување. Има слободен капитализам, има монархистичка уставна монархија, како што има во Англија. Има еден куп различни видови на уредување, кои што не се само фашизам или капитализам, или овај комунизам и фашизам. Океј, одиме на второто видео. Хитлер. Превзема уште повеќе кога Хитлер доаѓа на власт и Михајлов веќе соработува на големо со Хитлер, со фашистичка Германија и со германските тајни служби. Атентатот во Марсеј има добри тврдења, особено Едуард Чалич се вика, еден голем историчар Хрват, инаку живееше во Швајцарија, евреин, меѓу другото и во Аушвиц, мислам дека го преживеа Аушвиц и работеше после на тие теми, напише една многу издржана студија од 3 тома за атентатот во Марсеј, каде што доста аргументирано српскиот крал и југословенскиот крал Александар I заедно со францускиот министер за надворешни работи убиени. Да, докажува како се замешани заеднички германските Гестапо во случајот, германската служба за безбедност заедно со усташките и македонските ова. И тука е Унгарија во врска, веќе на почетокот да се вратиме на прашањето, таму е директната врска на ВМРО Михајловистичка со Унгарија, затоа што обучувањето на атентаторите за марсескиот атентат се врши во логорот Јан Капустав во Унгарија. И заедно оди со тогашните Хортиеви унгарски служби. Значи, ова е еден дел од митологијата србо-комунистичка за наводната соработка на Ванчо Михајлов со Хитлер, неговата блискост со Хитлер, и тоа постојано и повторно се повторува во наративот, дека ете Ванчо Михајлов бил многу близок со Адолф Хитлер и дека тие соработувале на големо. Првен ќе понудам еден извадок од од црните страници на УДБА. Ова се што се вика примарни извори од судењето на извесен Константин Терзиев заедно со група на десетина други кои што во 46-та година биле осудени неколку мина од нив на смрт поради наводна Ванчо Михајловистичка дејност во Македонија. И сега тука обвинителот се обидува да докаже дека ете Терзиев соработувал со Михајлов, а дека Михајлов бил човек на Хитлер и дека поради тоа, значи и овој Коста Терзиев, дека и тој всушност по продолжение дека и тој бил човек на Хитлер. Да. Сега и во текот на судењето доведуваат извесен Шремс Рудолф. Значи Рудолф Шремс, кој што бил некој разузнавач во нацистичкиот режим. Нормално бил уапсен и сега оние фашисти оние нацисти кои што се служат кај победничките режими да се докажуваат нивните легитимности. Сега значи се вклучуваме тука во судењето. Панта Марина е еден од обвинителите и вели вака. Бидејќи тој е син или внук е ректор на универзитетот во Охрид. Нормално сите тие се. Значи Панта Марина вика вака. Бидејќи тој е ваш свидетел, друже јавен обвинител, формулишите ги прашањата. Се обидувам да читам точно онака како што е напишано, за и да го сватиме наречието кое што тогаш преволува во Македонија. Јавниот обвинител Благој Поповски. Со што се занимавал во време на окупацијата во Хрватска? Тој не е бил во Хрватска, него во Берлин, каде централата. Што работел? Работел во тајното политичко биро.
Дали е чул нешто за Ванчо Михайлов? Да. Што е чул конкретно за него? Дека Ванчо Михайлов 1941 година стапил во врска со еден нивен човек. Кој е тој човек? Рудолф Коп. Каква функција вршел Рудолф Коп? Рудолф Коп работел во Хрватско како референт за Хрватско од 1942 од 40 до 42 година. Дали Рудолф Коп е бил во истата служба? Да, тој беше нивни повереник во Хрватско. Какви се били врските меѓу Ванчо Михайлов и Рудолф Коп? Врските са били обавестување. Конкретно, со што е бил задолжен Ванчо Михайлов пред Рудолф Коп? Тој смета дека тоа е лошо изразено, дека Ванчо Михайлов не работел со Рудолф Коп, туку заеднички соработувале со едни исти цели. Конкретно, за кои цели да работат заедно. Рудолф Коп ја добивал од Ванчо Михайлов политички обавестенија. Какви обавестувања? Обавестувања за Хрватско од околијата на Павелич и вести од Бугарија. Што содржале тие вести? Панта Марина, од каков карактер биле тие вести? Тоа беа политички вести. Колку време одржувал врски со Ванчо Михайлов, односно колку време одржувал врски Ванчо Михайлов со Рудолф Коп? Во секој случај до 42 година, а тоа се продолжи понатака кога Рудолф Коп беше преместен во Бугарија. Дали во Бугарија Коп одржувал некои врски со луѓето на Ванчо Михайлов? Да, за тоа дошол во Софија. Дали конкретно групата на ВМРО на Ванчо Михайлов е работела со неговата служба? Најмалку еден дел од тие луѓе. Кога отишол во Софија, одржувал ли Ванчо Михайлов врски со некои луѓе од нивната служба, со службеникот? Кој е тој бил? Што знае да каже за одението на Ванчо Михайлов за Бугарија и Македонија? Предлогот дошол од нив и тоа од посланикот за Југоисток, Нојард, кој го повикал Ванчо Михайлов да дојде во Македонија за да создал еден отпор против советските трупи, кои што тогаш настапуваја. Кој конкретно задачи му дал тој, на кој начин ќе може да го створи тој отпор? Деталите за тоа не му се познати. Може ли нешто да ми каже за задачите кои му ги давале во време на формирањето на састанаците во Македонија? И за тоа не може да каже ништо, затоа што врските меѓу него и неговиот шеф не биле такви, за да му е тоа познато. Други прашања немам. Значи, врската Хитлер и Ванчо Михайлов се заснова на баба ми, некој му кажа на вујкото и после мојот трет братушчет ми пренесе на мене. И да е точно сето она што се наведува во сведочењето, нема нешто невообичаено. Сепак зборуваме за време на војна, зборуваме за лидер на една организација распадната, кој што се обидува да држи контакти. Но ова е нормално да се манипулира, бидејќи Ванчо Михайлов, ако бил навистина толку близок со Хитлер, сигурно би бил назначен за гувернер на Македонија. За гувернер на Македонија. Зошто тој би бил би извршувал задачи на фашистичката германска власт. Да, зошто тој работи како секретар на Павелич. На Павелич. Нема, тука е, но кога ќе дојдеме до атентатот во Марсеј, многу работи ќе разјасниме и за ова што е дека тој со Хитлер. Да. Вида Бојава, сепак јас мислам дека и јас не сум сретнал никаде податок дека имал средба Ванчо Михайлов со Хитлер. Иако сум разговарал со луѓе кои биле блиски со Ванчо Михайлов. И едни од најдоверливите луѓе на Ванчо Михайлов. Ако
во понатамошниот тек ќе прочитаме еден дел од книгата на Ванчо Михайлов Македонија, Швајцарија на Балканот и ќе видиме неговата замисла за економското уредување на Македонија, каде што ќе се види точно дека идеолошки Нема ништо со фашизмот. нема никаква сличност. Да, така да според мене, само ова е лично моје мислење, најголемата грешка на Ванчо Михайлов е што не направил држава под теркот на Анте Павелиќ. Нека траела и 6 дена таква Македонија, ама ќе била во етничките граници и 90-та година, 91-та, ќе се повикавме на тој континуитет на македонска држава. Би била признаена како што е признаена НДХ од Германија и членките на ОСКА-та, и тоа помогна на Хрватска да биде признаена како држава. Сепак, ние имаме фашизмот си има своји лоши работи, но ние разговараме од една позиција на она што би добила Македонија. Да. Хрватска доби државност со тоа. Да. Да не беше таа на Анте Павелиќ творевина, НДХ творба, многу тешко и Хрватска ќе беше признаена. Да. Затоа што нема никогаш нема воспоставено некои граници кои што може на кои што може да се повикаш. Да. И тоа е проблемот кој го имаме непрекинат. Затоа што ние нон-стоп се правиме будали и велиме дека има некаква македонска историска држава. Од времето на Филип и Александар Македонски па наваму нема македонска држава. Историјата не признава, нема таква држава. Точно. Да не одиме. И меѓутоа ова би било прилика да се таа грешка да се исправи. Ама не може да се исправи таа грешка бидејќи нема. Ако се исправи грешката комунизмот, треба да пропадне. Да. И тука е проблемот. Да. Никој нема да дозволи да се направи тоа. Ти имаш едно прворачно сознание за еден македонски комунист или еден, како да кажеме, ВМРО-вец кој што имал врски со комунистите. И учествувал во граѓанската војна во Шпанија на страна на бил против Франковиот режим. Да. Значи бил антифашист. Се работи за синот на војводата на војводата се извинувам малку, Крсто, за кого е врзана уште една многу тој од Преспа, од Препанскиот крај, од село Крушки. Во селото Крушки има споменик на Преспанската чета од времето на меѓу војните. Ја има целата чета, ама името на војводата го нема. И сега, како може да биде чета без војвода? Зошто е тоа така? Затоа што војводата Крсто Трајков е татко на Бориса. Да. Борис има многу чудна биографија и таа е, како и биографијата на татко му, е најстрого забранета во Македонија. Да, ова се имиња кои што првпат ги слушам. И па, вака, инаку, да дојдеме до денешен ден, внуката на Крсто Трајков е супругата на Дане Поповски. Стефанија. Стефанка, всушност. И таа е дел од континентот на ВМРО. Значи, Но за кого зборуваме сега? Што е всушност? Сега да се вратиме на битното. Да. Синот на Крсто Трајков се вика Борис Трајков и тој заедно со Владо Черноземски оди во Јанка Пуста на обука за атентатот за
подготовки на атентатот на кралот Александар. Да. Не се знае кој од нив двајца ќе биде извршител на атентатот. Решението паѓа во последен момент. Кој дека владо ќе оди. Ова е наводно атентатот во кој што во емисијата на Саша Ордановски, кој што наводно ВМРО го прави во соработка со Хитлер. Некако Хитлер, соработка со Хитлер, пред тоа, значи, цела година и години нешто пред тоа, има повторно обид за атентат на Александар во Загреб. Да. Значи, усташите сакале да го елиминираат, бидејќи неговото режим е најкрвав за македонците и за хрватите. Да. И тука како може да биде кога во Македонија има само еден куп атентати врз српски представници, генерали, началници. Не е само овој атентат, да кажеш само атентатот на Александр во прашање брат. Да. Можеме, ама сепак за тој атентат мора да постои некој документ ако го дал налог Хитлер. Да. Некаков на салфетка барем пишан збор. А нацистите, фала Богу, биле ептен добри бюрократи. Се има кај нив. И сега да се вратиме пак на Бориса. Борис Трајков, бидејќи во последен момент се одлучува дека ќе оди Ваншо, Владо Черноземски. Владо Черноземски, веќе се тој как немирен дух, таков човек бил, на татко му, и почнува превирањето низ Европа, почнува граѓанската војна во Шпанија, тој оди таму се среќава со неговите со преспранци, со Абас. Со Абас? Абас, да. И веќе покажал многу повеќе од бил по своите дела оставил голем впечаток кај сите комунисти од Југославија, од простората Југославија, и со Тито имале многу блиски односи. За тоа сведочат има неколку писма Тито пратени после 45-та година. Значи, овој човек би требало да биде човекот за комунистичката партија во Македонија. Да. После сомнежи, и сега, ајде се вратим, тоа ќе го ставиме за на крај. Да го расчистиме поимот за соработката за атентатот, дека е по налог на Хитлер и германците. Борис е заробен во граѓанската војна во Шпанија. И шпанците го праќаат по логор во Германија. Затоа што Хитлер и Франко се сојузници. Сојузници. Сега по логика, бидејќи Иванчо е близок со Борис. Да. Со татко му на Борис. Тогаш треба човекот да се ослободи. Веднаш, ако постоела таква блиска врска и сигурно ќе било доволно да каже Борис кога стапнал на германско тло под договорот дека тој е човек кој бил во Јанка Пуста, да го изврши налогот на Хитлер. Да. Би бил народен херој, веднаш би добил почести, признанија. Но Борис останува во логор. 44-та година го праќаат веќе. Значи, хронолошки, извинете, те прекинам само. Хронолошки. Хитлер доаѓа на власт во 33-та година. Да. Атентатот на Александар е 34-та година, а Шпанската граѓанска војна е потоа. Потоа, да. Значи, нема тука ништо нејасно. 44-та година логорот, бидејќи се покажа како добар затвореник, му дава да работи на фарма во Германија, да слугува на фарма. Тоа работи на фарма го искористува за бегство. И доаѓа
во Македонија се приредува големо славење. Голема сите околни села, ова го расправа неговата внука, тој е војко на Стефанија, на супругата на Дане, и таа во тоа време има истина 12 години. Убаво сеќава. Тој разговор го имаме и снимено, така да постои автентичен документ за ова што го зборувам. Ова не е приказна од и многу луѓе, иако сите актери на тие случувања се веќе мртви. Но има нивни наследници кои го знаат ова. На Абаза, на Тозиевци. Така да... Значи, Борис се враќа во Македонија, се прави големо славје и што се случува после? Борис добива да ја распоредува храната и... Значи, тој станува кобесар. Така ќе дојде. Абас и друштвото се плаши, бидејќи го знае угледот на Бориса кај Тито и кај другите шпански борци кои не се од Македонија, и Борис бил претепан и фрлен во рекичка некоја тука да влезот во Ресен. Случајно го наоѓа некој човек и доаѓа, кажува на неговите, и преку ноќ одат и го зимаат, го носат. Тој е веќе скоро мртов човек. Зато и оставен таму, никој нема да го види, ќе почине. Но успева да преживее и после војната му се губи трагата. Не се знае за него ништо. Неговите од семејството се сигурни дека е убиен од комунистите, како конкурент. И затоа го нема татко му на плочата. Има едно писмо, сега да не одам толку длабоко, кој го упатил татко му на Бориса, Крсто Трајков, на патриаршијата, расчистување за црквата, во кое јасно се декларира како македонец. Писмото е од 1920, така, не може сега да не е. Може ми да го проверам, али ајде да не тоа ќе го зборуваме во друга некоја прилика. Така да нивниот македонизам не може никој, тој станал кмет Борис при бугарската окупација. Да. Но кметови за време на бугарска окупација имало комунисти. Во Велес кметот е комунист. Да. Во Куманово заменик на кметот е комунист. Да. Затоа што постои договорот помеѓу Советскиот сојуз и Хитлер. Да. Молотов, Рибентроп. Меѓутоа, тука е генезата на таа соработка. Сосема друго нешто. Многу подлабоко има од Кумановецот Лазар Соколов. Та е исто човек кој е штета што избришан од историјата. Да. Бил министер за економија, заменик на Кардель. Мислам, човекот е некаде, мислам дека умира 80 некоја година. Се враќа во Македонија после Голи оток. Се тоа, но тој човек има, читав од неговите досија неколку, за жал го нема целото досие. Многу работи и тоа објаснува за ситуацијата внатре во, така да не е баш како што сите зборуваат. Да, црно на бело. Црно бело. Се залагали и комунистите во власта да влезат, во бугарската власт, окупаторска, да бидат и нивни членови, бидејќи со тоа се намалува притисокот врз населението. Да. Тие се, како македонци, водат повеќе сметка за населението. Да. А тоа е било и целта и на оние кои на делот од ВМРО што било во Македонија, инсистирало кај бугарите да постави што повеќе од местно население за кметови, за
Да. Па ќе дојдеме до врската помеѓу окупаторската власт во Македонија во Втората светска војна и ВМРО, ќе дојдеме малку подоцна. Сега би сакал малку да прочитам некои извадоци од ова книга се вика Тајната војна на Србија, која е чиј автор е Филип Коен. Тој е мислам дека е доктор по медицина, не е историчар, но е евреин и едноставно евреите си се загрижени за својата историја и затоа човекот се обидува да разбере што се случило за време на војната во Југославија, за време на Втората светска војна, што се случило со евреите. И дали, бидејќи Србија има едно реноме дека Србија не учествувала во Холокаустот, во геноцидот на евреите. Тоа е еден наратив кој што се одржува во живот. И единствено за такво нешто се обвинуваат само усташите, односно хрватите. Па затоа господинот Коен направил една истрага и дошол до некои интересни заклучоци. Нас што не интересира тука е повторно ова наводна врска на Иванчо Михайлов со Хитлер. Поглавието, да. Што тоа е врската на ВМРО со Хитлер. Да. Тоа е поентата. Да. Иванчо Михайлов е затоа што е граден митот за него. И ВМРО е Ванчо Михайлов. Да. А илјадници, десетици илјади луѓе има ВМРО. Да. Не е Ванчо Михайлов ВМРО. Да. Книгава е на англиски, ќе читам директно, ќе преведувам како што читам, така да ќе видиме, може да има некоја мала фалинка. Така поглавието е насловено Српското фашистичко движење во 1930-тите години. Како и другаде во предвоена во Европа од пред Втората светска војна, фашистичкото движење изби во Србија за време на раните 1930 години. Меѓутоа, релативно малку е напишано на англиски за оваа фаза во српската историја. Уште помалку е напишано на македонски. Да. Ова е турбулентен период, обележан со политички борби во самата Југославија, економски кризи низ Европа и успонот на фашизмот во неколку блиски држави, меѓу кои Италија, Германија, Унгарија и Романија. Во Југославија главните фашистички групи, исклучиво просрпски во карактер и пред се српски во состав, се воскрена во одговор на и во поддршка на кралот Александар Караѓорѓевиќ и неговата кралска диктатура, која што беше објавена на 6 јануари 1929 година. Поддржувачите на српската монархија, односно поддржувачи на српската монархија, овие групи, меѓу нив најзабележливи Сдружение борцев Југославија, оригинално формирано во Словенија, Југословенска акција и Југословенски народни покрет Збор, ќе го достигнат својот зенит, односно ќе го достигнат зенитот на своето влијание за време на нацистичката окупација на Србија во 1941-1944 година. Ова поглавје пронатаму продолжува 4-5 страници, детално ги објаснува врските помеѓу кралска Југославија и Хитлер. Објаснува како Хитлер посакувал да ја сачува целовитоста на Југославија. Објаснува како овие српски фашисти биле, например, оборувањето на кралот Павле. Така беше Павле? Да, 27 март. Да, на 27 март, Пуч. после неговото подпишување на спогодбата со Тројната оска, дека всушност српските фашисти учествуваат во соработка со Черчиловите агенти во пучот да го оборат Павле беше, принцот Павле,
затоа што тој премногу им отстапувал на Хрватите, а не затоа што биле антифашисти. Значи, како што и сама Вида Боева спомна, како е можно да Ванчо Михайлов соработувал со Хитлер, ако Хитлер соработувал со режимот кој што владее со Југославија, од кој што Ванчо Михайлов сака да откорне еден цел дел. И се бори против тој режим. Но, што е суштината на митологијата дека ВМРО соработувало со Хитлер и дека тоа е всушност единствената причина зошто овие ВМРО се борело, односно леело крв низ Македонија, како што и Љупчо Поповски напишал, и како што се традиционално се пишува во македонската историографија, дека ВМРО станала терористичка организација која што убивала. А кого убивала и зошто убивала? Целата приказна, да го привршуваме овој дел од интервјуто, за тоа дека атентатот е дело е налог на Хитлер и само се ВМРО и усташите само извршители. Многу има за цел исклучиво да ги сокрие злосториите на режимот на Александар во Македонија и Хрватска. За Хрватска не би сакал да зборувам, бидејќи многу работи не сум. Тоа не е проблем на нас македонците. Да. Но, читајќи книгата на Димитар Галев, Белиот терор, која за жал толку години беше, иако беше отпечатена 90-та година, 91-та, не ја виде, не беше достапно до македонците, до читачката публика, а и немаше голем интерес, бидејќи тоа зборуваше, тој страв да се чита таа книга зборуваше за положбата на македонците во Македонија. Да. По таа книга ми остана, дали беше во книгата, не можев да проверам, или во разговорите со Галев, бидејќи јас нешто помогнав финансиски да излезе книгата. Тоа е ботомно издание, негова магистарска работа, која рецензентно бил генерал Апостолски, академик Апостолски. Така да, таа си има своја тежина. Да. И сепак Апостолски, покрај сите негови, бил кралски офицер, неговата биографија, но сепак како научник и академик не би ставил подпис на било што да рецензира и да го одобри. И тоа е магистарски труд. Тоа е едно истражување, 12 годишно истражување низ Источна Македонија, од близу до Куманово почнува, до Рашец, селото Шупли камен, па се до Гевгелија. И што ми е целта? Галев мислиш или во книгата, пак ќе повторам, веќе се веќе тоа пред многу години, вели, има на едно во неговото истражување доаѓа до еден зачудувачки факт. Србите прават 920 година прават попис, мисля 919. Прават попис, последен попис прават србите пред војната, 40 или 39 година. За тие години, Две децении, прирастот на население е 0. А во меѓувреме се доведуваат и колонисти од Србија. Значи, има, тоа е посебна приказна. Значи, се покажува тој факт
покажува како бил режимот. Има по книгата има опишани многу случаи на геноцид, на зверства, на убиства на жени, деца, печење во фурна, растргнување со коњи на луѓе. За нашата публика ќе го заобиколиме овој дел од анализата со неколку извадоци од книгата на Анри Пози кои се малку помалку графички, но кои што ќе им дадат на македонците една представа за тоа каков бил животот во Македонија во време помеѓу двете светски војни. Еве што вели Пози. Мојот водич, кој ќе остане анонимен, ме одведе во куќа во која мајка негуваше едно девојче од 10 или 12 години. Дознав дека ова детенце, откако ненадејно било фатено како зборува бугарски со својата другарка, било врзувано за клупа пред целиот клас и тепано дури не почнало да крвари. Нејзиниот задник, нејзините колкови и нејзините копани беа прикриени со масивни рани. Едва можеше да оди и плачеше од болка кога седнуваше. Меѓутоа, била предупредувана доколку испушти настава или задоцни на училиште, нејзината казна ќе биде повторена. Спроведувате ли телесни казни во вашите училишта, го прашав Јовановиќ идната вечер во Гранд кафе. Никогаш, одговори тој. Да не мислите дека сме германци. Господине, ми рече таткото на ранетото девојче, кога си подготвував да си заминам од нивниот дом. Гледајте како постапуваат со нашите деца. Кога жена македонка влегува во жандармериска станица, таа се прифаќа како проститутка. Српски службеник што добива кредит од македонски трговец никогаш не се раздолжува, а доколку македонецот си ја побара платата, добива само неволја. Нашите селани се задушуваат од товарот на даноците, а доколку задоснат со исплата и за ден, имотите им се конфискуваат и тие се изфрлаат на улица. На овчарите што одат в планина, им се дозволува да земат производи за само еден ден, и секој ден еден од нив мора да се спушта за снабдување со производи за да даде извештај за тоа што виделе, што слушнале и што имаат намера да работат во текот на предстојниот ден тој и неговите компањони. Нашите писма се отвараат, нашите деца се испрашуваат на училиште за тоа што се работи во нивните домови. Немаме дури ни слобода да се движиме од село во село без дозвола. Но нашиот народ никогаш не е бил поверен на Македонија. Кога таа конечно ќе им се сврти на србите, нашата одмазда ќе биде еднакво безмилосна како правдата на Господ Бог. Тоа што ви го кажал човекот, ми рече еден французин, чиј долг престој во Македонија го запознал со природата на нештата, е за жал вистина. Нема збор што не е точен. Ништо не може да ви го покаже крволошниот режим заведен од српската администрација врз македонското население. Ги знаев башибузуците. Тие беа јагниња во споредба со србите. Понатаму Пози продолжува. Таткото на малото девојче ме однесе сред бурата до крајот на турскиот град од другата страна на Вардар. Ме однесе во домот на луѓе чија адреса ми беше дадена од францускиот конзулат од еден од гостите што предстојуваа таму. Мажот болно куцаше и неговите 50 години изгледаа како 70. Нозете му биле скршени со кундак во затворот каде што отслужувал 2-годишна казна само затоа што неговиот брат пребегал од Македонија. Во затворот бил принуден да полира моливи и метални перодршки. Морал да полира по 1000 на секој ден и не му било дозволувано да спие дури не ја исполни квотата. 2 пати неделно, среде ноќ, жандармите го носеле во занданата за мачење, каде што секој затвореник добивал по 25 удари со стап по табаниците и преку рацете, кои претходно биле киснати со топла вода по час и половина. Храната се состоела од 1 килограм црн леб дневно и 2 чаши вода напладне. Синџирот со кој му биле оковани нозете тежел 20 килограми. Неговите деформирани стапала и раце покажуваа стравотни лузни. Скршените нозе се слепеле над колената, зашто заздравеле без да бидат наместени, па се пробиваа преку неговата кожа. Човекот што ми ја даде адресата на овие кутри луѓе, утредента ме праша што мислам за сето тоа. Доколку не беше толку опасно за нив, ќе ви дадев уште 10 или 20 такви адреси, ми рече. Од сите оние што одат в затвор, оние што излегле живи се во иста таква состојба, а оние другите, кои се барем половина, завршуваат во масовна гробница. Тоа што се случува во овие куќи на смртта, како што ги нарекуваат македонците, е незамисливо. Но може да направите можна добра претпоставка доколку сте виделе осомничен човек што се вратил од испитување од полициски магистрат.
Видов обвинет во Охрид, кому му биле запечатени од водните канали и предниот и задниот, и 3 дена бил принуден да јаде огромни количества храна. Завивал од болка, но не признал ништо. Ама тоа не е ни важно, зашто веројатно немал што да признае. Потоа го тепале додека не паднал во несвест и додека не му останал ниту зап во предниот дел на устата. Понатаму позивели: на една улица со многу сообраќај во Битола слушнав гласен плач кој излегуваше од прозорецот на едно основно училиште. Двајца учители тепаа половина дузина млади момчиња и се обидуваа да ги врзат за клупите. Валкани бугари, извикуваа учителите. Синови на македонски крмаци, ќе ве научам да зборувате српски. Со мене тогаш беше еден хрватски поручник од Загреб. Тоа што овие типови го прават тука, сакаат да не го направат и нам, рече тој. Ѓаволи се тоа, не луѓе. Близу селото Орашац, помеѓу Куманово и Ново село, видов селанец закачен на дрво, со спуштени панталони. Неговото лице и грбот и стомакот беа облејани со крв. Тројца жандарми и еден подофицер стоеа околу него. Четврти жандарм излезе од куќата. Во рацете носеше мачка во вреќа. Ја врзаа мачката над колениците на селанецот и му ги кренаа панталоните, навлекувајќи ги преку разбеснетата мачка. Целото село, мажи, жени и деца, гледаше немо. Човекот врескаше во агонија, дури месото му беше распарчувано од здивениот звер. Во 1918 година, кога Македонија стана српска покрајна, во неја имаше повеќе од 700 цркви, 86 гимназии или висши училишта, 2800 студенти и 460 професори, 556 основни училишта со 33.000 ученици и 850 учители. Манастирите и црквите содржаа непроценливи богатства, плодови на 1000-годишната македонска култура и мисла. Црквите, манастирите и училиштата беа конфискувани, сите свештеници и сите учители избркани, затворени или протерани во Стара Србија. Црквите, манастирите кои ги почитуваа дури и турците, беа целосно ограбени. Во Скопје, во Штип и во Велес, како и во 20 села околу овие градови и во областите на Охрид и Гевгелија, најдов српски учители во училиштата и српски свештеници во црквите. Кога ги прашува вторите за тоа што се случило со одредена скапоцена икона, статуа или дрворез, чие постоење ми беше познато од претходно, ми одговараа без исклучок. Тие беа испратени во Белград. На сите гробишта и во сите цркви на анектирана Македонија, Белград ги има отстрането сите бугарски записи и посвети од олтарите, од зидовите и од гробовите. Во многу случаи ги беа испразниле и гробовите и криптите од нивните содржини. Во Скопје, например, од црквата Свети Димитрија биле откорнати преку 40 посмртни останоци. Што сторија со нив? Го прашав асистентот на господин Јовановиќ кога ме водеше низ црквата. Тие беа фрлени во Вардар, одговори тој. И сега атентатот е дел на Хитлер. Да. Тоа бил животот и слободата од кој што морал да бега Ванчо Михайлов. И половина милион македонци кои што се повеќето од нив се пресилиле во Бугарија, каде што тие действуваат, ја населуваат Софија, малтене цела Софија била населена од македонци, поради што Бугарија води експанзионистичка промакедонска политика во тие години. Македонци на власт во Бугарија. Но, за жал, историчарите од калибарот на Литовски сакаат да не може никој да ги поништи овие докази. Што ги читаш од Пози, од Прајспорт, од еден куп луѓе кои ги напишале доказите. Треба да се прашаме што е причината. Во тој период македонците се декларираат како македонски бугари. Мора да има некоја причина. Ништо не постанало од ништо. Морало да постои... Точно, ништо не настанало од ништо. Да. Значи, и македонец морал да постои македонец некој. Да. Па, кој обстанал. Зошто тие луѓе се декларираат како македонски бугари? Зошто не се декларираат само како бугари?
Јас не знам, не сум сретал досега, можеби не сум имал можност да прочитам дека има дека бугарите од Тракија се декларираат како тракиски бугари. Да. Или доброџански бугари, Или поморски бугари. поморски бугари. Нема. Сите се бугари. Но има македонски бугари. Само македонски бугари. И што правиме тука? Зошто е тоа така? Тоа е Но тоа е факт. Тоа е фактот. И тоа е фактот. И тоа треба да го прифатиме и да го разбереме. Ама тоа е И- тоа. Да, така било тоа. Нема проблем. Тоа не значи дека тие македонски бугари работеле исклучиво за интересите на Бугарија. Ама, Тие работеле за автономна Македонија. ама дава Блајсфорд едно од најубавите и најточните објаснувања ги дава. И тука тоа е сега кога ќе погледнеме, бидејќи јас сум современик на развивање на југословенството, Да. како национално чувство на многу македонци. Како што викаат бугарите происход, југословенски происход. Да. Како што викаат тие за бугарски происход. Да. Се створи југословенски, во Македонија се створи еден куп југословени. Да. Денеска е 29 ноември, ден на Фејсбук гледам еден куп че честитат празник денеска уште. Таа држава не постои. Ќе биде скоро 30 години за некој ден. Значи, тоа ми е поентата. Во тие луѓе останала таа идентификација со Југославија. Тоа го вели Блајсфорд за Княжество Бугарија. Било напредно, оделе тамо на образование, печалба, го шириле тоа. Зошто сакаме да влезем во Европска унија? Да. Заради тоа што таа е Понапредна. понапредна, ќе да научиме нешто, ќе одиме напред. Ова е тема која што ќе оставиме за друг друг пат, односно бугарскиот карактер на македонското население или како да го наречеме тоа, да ќе го објасниме потеклото и карактерот на бугарските македонци. Поентата дека науката не сме да ги сокрие Да. со сокривање на факти. Само си правиме лошо на себе си. Да, затоа што оваа книга на Пози никаде не се цитира во Македонија. Книгата на Блајсфорд која што сум во тек на преведување, наводно веќе ја има преведено во Македонија, никаде ја нема. Никаде ја нема. Извештајот на Карнегиевата комисија за злосториите во Македонија после Балканските војни, односно за тек на Балканските Да. војни и после Балканските војни ги нема никаде. Зошто? Затоа што таму се зборува за македонски бугари. И сега, само затоа што се зборува за македонски бугари, ние нема тој дел од историјата да го превземеме и да си го присвоиме. И сега нормално им даваме за право на некои да викаат дека ние сме создадени по директива на Коминтерна или на Тито или на Абас или на било кој. Не можеш да нашите историчари, нашите научници треба да се занимаваат со прашањето што било причината за имаме македонци грци. Да. Македонци срби. Да. Македонци бугари. Да. Зошто? Тоа е, ние не може да ги сокриеме тие факти. Да. Тоа се факти кои стојат. И се во светската историја се докажани. Не можеме да идеме сега да прескокнуваме еден цел дел од историјата, 1000 и кусур години да прескокнуваме и да се враќаме на Александар и на Филип. А се плашиме да зборуваме што било пред 40 години. Да. И тука нема ништо. Да. Затоа не може политиката да ја води историјата. Да. И тоа е затоа реков ќе повторам, само во окупирани земји е забранета вистинската историја. Окупаторот никогаш не сака да дозволи да се знае за неговите злодела. Да. И впрочем, тоа е еден добар момент каде што ќе ја прекинеме денешната емисија. Да. Втората епизода на Гласот на Македонија ќе заврши тука.
ние ќе продолжиме со чепкањето на македонската историја, затоа што, како што рековме, ние сме заинтересирани за вистината, затоа што вистината ќе не одведе до успехот. Вистината ќе не ослободи. Затоа ви препорачуваме и на вас да барате начин да бидете лично слободни. Да се откажете од некои ситни алчности и од љубомори, да се откажете од продавањето за ситни бенефиции и да помислите за малку подолгата игра, за историјата на еден народ и за неговата иднина. За вашата иднина, за иднината на вашите деца. Денес е 29 ноември, ние обајцата сме родени во таа Република Југославија, но денес работиме во во највеќе да ја разнебитиме таа вештачка творевина и да конечно да ја оствариме нашата македонска држава. Се надеваме дека ќе ни се придружите во таа борба, која што, како што рековме минатиот пат, никогаш не завршува. Па, до следниот пат, до гледање. До гледање.